Пред вас уште еден интересен урбан блок и нови 30 минути за заедничко дружење. Кои интересни содржини ги подготвивме за денес, ви откриваме во продолжение. Во новиот урбан блок ви помагаме да дојдете до вистинските витамини за раст и здравје на косата. Ве носиме во Севилја и ви откриваме зошто е добро да имате ленена постелнина. Останете тука. По рекламите почнува новиот урбан блок. За брз раст и здрава коса, телото има потреба од специфична комбинација на витамини и минерали кои го хранат коренот и ја подобруваат структурата на влакното. Еве ги клучните елементи кои најчесто недостасуваат кога косата е слаба и бавно расте. Косата е естетски проблем, но незиниот раст е биолошки процес кој зависи од бројни фактори. Затоа, витамините за раст на косата не се само обичен додаток за убавина. Периодот на интензивен стрес, недостаток на сон, рестриктивна исхрана, хормонални промени, породување, перименопауза, нагло губење на тежина, лекови, недостаток на железо или витамин Д. Листата може да продолжи, но сето ова може да влие на здравјето на скалпот на косата. Фоликулата на косата припаѓа на ткива со брза клеточна активност, што значи дека е особено чувствителна на недостаток на хранливи материи. Кога телото мора да избере помеѓу виталните функции и раст на коса, косата никогаш не е приоритет. Сепак, најважното нешто што треба да се знае пред да се купи каков било додаток е: витамините за раст на коса најмногу помагаат кога на телото на вистина му недостасува одредена хранлива материја. Ако нема дефицит, земањето екстра големи дози честопати нема да го забрза растот, а во некои случаи може да создаде и проблем. Суплементацијата има најголема смисла да докажани недостатоци, додека прекумерен внес на одредени хранливи материи, како што се витамин А, Е или селен, исто така може да биде поврзан со опаѓање на косата. Со други зборови, добра стратегија не е се да се земе за косата, туку да се разбере што е она што на вистина и недостасува. Биотинот или витамин B7 е веројатно најпознатиот витамин за коса, ногти и кожа. Неговата популарност не е случајна. Биотинот учествува во метаболизмот на хранливите материи и е поврзан со производство на кератин, протеин кој е клучен за структурата на косата. Со вистински недостаток на биотин може да се појави опаѓање на косата, осип и кршливи ногти. Сепак, недостатокот на биотин е релативно редок, а научните докази дека суплементацијата ја подобрува косата кај здрави лица без недостаток се доста ограничени. Тоа не значи дека биотинот има место во формулите за коса. Има, особено кога е дел од поширока комбинација на Б-комплекс или кога се сомнева на недостаток. Но тоа не е магична состојка што гарантира раст за секого. Исто така важно е да се знае дека високите дози на биотин може да се мешаат во резултатите од некои лабораториски тестови, вклучувајќи тестови за тироидни хормони и други важни наоди. Па затоа е мудро да му кажете на вашиот лекар ако го земате пред земањето на крв. Најдобриот пристап кон биотинот е реалистичен. Корисен ако ви недостасува, но не е доволен ако падот се должи на железо, хормони, стрес, тироидна жлезда или генетика. Витамини за раст на косата кои имаат најголема смисла при силно опаѓање на косата се следните. Ако има една хранлива материја што вреди да се провери при силно опаѓање на косата, особено кај жените, тоа е железото. Нискиот феритин, индикатор за резерви на железо, може да биде поврзан со дифузно опаѓање на косата, замор, побавен раст и коса што изгледа потенка од порано. Железото е важно бидејќи учествува во транспортот на кислород и ги поддржува клетките што брзо се делат, вклучувајќи ги и клетките на фоликулите на косата. Сепак железото не е додаток што треба да се зема во секој случај, бидејќи премногу железо може да биде штетно, па затоа е најдобро да се провери крвната слика, феритинот и доколку е потребно други параметри. Ако има дефицит, лекарот може да препорача соодветна форма и доза. Витаминот С е важен партнер за железото, бидејќи ја подобрува неговата апсорбција, особено од растителни извори. Затоа комбинацијата од железо и витамин С има многу повеќе смисла отколку случајно земање биотин, кога проблемот е изразен пат. Во пракса ова може да значи суплементација по препорака на лекар, но и паметна исхрана, мешунки, зелен лиснот, зеленчук и интегрални житарки со лимон, пиперка, бобинки или цитрусни овошја.
Витаминот D не е витамин за коса во класична смисла на зборот убавина, но има важна улога во имунолошките процеси, воспалението и функционирањето на фоликулите. Витаминот D треба да се надополнува кога нивоата се ниски, иако суплементацијата без недостаток не е универзално решение. Ова е особено релевантно бидејќи недостатокот на витамин D е чест, особено кај луѓе кои поминуваат малку време на сонце, користат висок SPF фактор и живеат во градови, работат во затворен простор или имаат исхрана сиромашна со овој витамин. Ако вашата коса паѓа многу и се чувствувате уморно, со ниска енергија или не сте го провериле вашиот витамин D долго време, крвната слика може да биде добар прв чекор. Витаминот D има смисла да се зема на целен начин, според наутите, бидејќи е витамин растворлив во масти и не е препорачливо да се земаат високи дози случајно. Цинк и селен, витамини за раст на коса и поддршка на фоликулите. Цинкот е минерал важен за клеточна делба, синтеза на протеини и заздравување и нормално функционирање на кожата и скалпот. Кога нема доволно од него, косата може да стане послаба, а опаѓањето поизразено. Цинкот често се наоѓа во квалитетни формули за коса бидејќи го поддржува фоликулот и придонесува за одржување на нормална структура на косата. Селенот е исто така важен, но треба да бидете особено внимателни со него. Во мали количини тој учествува во антиоксидантна заштита и функција на тироидната жлезда, што индиректно може да биде важно за косата. Сепак, премногу селен може парадоксално да придонесе за опаѓање на косата и кршливи ногти. Затоа, комбинација на цинк и селен има смисла кога е правилно дозирана, но не е место за експериментирање со високи дози. Кај луѓе со проблеми со тироидна жлезда, опаѓањето на косата често доаѓа не само од лоши витамини, туку и од хормонален дисбаланс. Потоа, додатоци во исхрана може да бидат корисен дел од рутината, но тие не ја решаваат основната причина. Колку долго треба да чекам за резултатите? Косата не реагира со брзина на кожата. Растот на коса се јавува во циклуси и затоа резултатите од суплементацијата обично се оценуваат само по 3 месеци, а во некои услови дури и подоцна. Ако дефицитот е сериозен, потребно е време витамините за раст на коса да ја завршат својата работа, односно телото да ги надополни своите резерви пред промената да биде видлива во косата. Затоа додатоците во исхраната за раст на коса се нешто што бара трпение. Ако не видите промена по 2 недели, тоа не мора да значи дека не делуваат. Но ако по 3 до 6 месеци нема подобрување или состојбата се влошува, треба да го промените вашиот пристап и да ја побарате причината. Косата повеќе го сака континуитетот отколку чудотворните формули. Витамините за раст на коса може да бидат корисни, но тие најдобро функционираат кога се дел од поголемата слика. Доволно протеини, добар сон, помалку хроничен стрес, проверени нивоа на железо и витамин D, нежна нега на скалпот, помалку агресивно стилизирање и трпение. Најдобриот додаток во исхраната за коса на крајот не е оној кој со најдолг список на состојки, туку оној кој се справува со вистинската причина зошто вашата коса паѓа. Се проречува или го губи сјајот, а тоа е разликата помеѓу брзоплето и модерно купување и паметна нега од надвор кон внатре. Кога станува збор за квалитетен сон, изборот на постелнина секој пат треба да биде еден од најдобрите што може да го направиме. Ленената постелнина е символ на безвременска елеганција и удобност. А зошто ленот е толку ценет, гледаме во продолжение. Постои причина што ленените чаршафи станаа главна тема на разговор во последниве години, како инвестиција за благосостојба во домот. Иако некогаш се сметаа за рустикален детаљ резервиран за летниковците и бутик хотелите, денес ленените постелнини станаа синоним за софистициран, побавен и поздрав начин на живот. Естетски, тие се ненаметливо луксузни, но нивната најголема вредност може да лежи токму во тоа како влијаат на квалитетот на спиењето, здравјето и удобноста. Ленот е еден од најстарите природни ткаенини во светот, но неговата популарност денес не е само прашање на тренд. Во ерата кога обрнуваме се повеќе внимание на квалитетот на спиењето, собната температура и материјалите што доаѓаат во контакт со кожата, ленот се издвојува како еден од најпријатните и најфункционалните избори за постелнина. Зошто ленената постелнина е толку посебна? За разлика од класичниот памук, ленот има специфична текстура што изгледа воздушеста, лесна и жива.
Токму поради структурата на влакната, оваа ткаенина овозможува многу подобра циркулација на воздухот, така што телото останува на пријатна температура во текот на ноќта. Ова значи дека ленот ве одржува ладни во текот на потоплите месеци, но исто така задржува доволно топлина во зима. Затоа многумина велат дека ленената постелнина е едно од ретките нешта во домот што е и практично, естетско и профитабилно на долг рок. А кои се здравствените придобивки од ленената постелнина? Подобра регулација на температурата за време на спиењето. Една од главните причини зошто луѓето преферираат лен е фактот што се потат помалку во текот на ноќта. Ленот абсорбира влага без да се чувствува тежок или леплив, па затоа сонот е попријатен и помирен. Особено е корисен за луѓе кои имаат проблем со ноќно потење или генерално тешко ја поднесуваат топлината додека спијат. Природен материјал за чувствителна кожа. Ленот е природно хипоалергичен на нежна кожа, што го прави добар за избор за луѓе склони кон иритации и алергии. Бидејќи е природно влакно, помала е веројатноста да предизвика непријатно чувство на кожата во споредба со синтетичките материјали. Дополнителен плюс е што ленот станува помек со текот на времето, па затоа многумина тврдат дека чувството на пријатна ленена постелнина е еден од најубавите детали на вечерната рутина. Помало задржување на бактерии и влага. Ленот има природни антибактериски својства и се суши многу брзо, поради што задржува помалку влага и непријатни мириси. Затоа често се препорачува за луѓе кои имаат чувствителна кожа или сакаат похигиенски материјал за секојдневна употреба. Зошто сите ги сакаат? Покрај функционалноста, ленените чаршафи имаат таа лесна естетика, што автоматски го прави просторот поскап и опуштен. Не бараат пеглање, нивното мало згужвување изгледа шик, а целиот кревет изгледа како сцена од бутик хотел или интериер од Pinterest. Најпопуларните нијанси во моментот се путерно-жолта, маслинаста, беж, боја на песок, светло-сина и бела, додека потемните тонови како маслинаста или боја на вино му даваат на просторот пософистициран изглед. Ленената постелнина изгледа особено убаво во комбинација со природни материјали како дрво, керамика и топло амбиентално осветлување, поради што стана неопходен детаљ на модерните интериери. Дали се исплати? Иако често се поскапи од класичните памучни комплети, ленените чаршафи вредат за долгорочна инвестиција. Тие се многу издржливи, траат со години и стануваат поубави кога повеќе се користат. На крајот, кога знаеме колку квалитетот на спиењето влијае на расположението, енергијата и општото здравје, јасно е зошто многумина денес сметаат дека добрата постелнина е една од најдобрите инвестиции за благосостојба во домот. А сега, за миг ве носиме во еден магичен град. Град во кој се чувствува вистинскиот дух на Шпанија. Преку фламингото, тапасите и неверојатната архитектура, ве водиме во Севиља. Фламенкото е игра, музика, начин на живот, филозофија. Севиља е местото каде што се роди фламенкото и кој би рекол дека овој град живее токму во тој дух. За почеток би сакале да ви потенцираме дека во Севиља се чувствува многу поинаква енергија од било кое друго место во светот. Ке забележите дека градот е голем и има многу туристи. Додека сте во Севиља, однесувајте се како локален жител. А што да посетите додека сте во Севиља? Па градот има неколку главни атракции, што задолжително се посетуваат, но има и многу работи што можете да ги правите, а за кои не треба да се трошате залудно. Тој список вие самите ке го составите, ке најдете во што најмногу се пронаоѓате или во што помалку. Во продолжение се наведени атракциите кои се доста интересни. За почеток, Кралскиот Алказар, кралската палата која се наоѓа и во неколку градови во Шпанија. Ова е специфична по тоа што во неа е снимена Игра на тронови, сцени од Дорн. Искрено, многумина велат дека имале поголеми очекувања, но и онака е навистина импресивна. Плаза де Еспања. Секој град во земјата има плоштад со свое име, но овој е со различна димензија. Величествен и навистина би требало да се најде на вашата листа. Градска катедрала, позната по фактот дека гробот на Кристофер Колумбо се наоѓа во неа. Локален центар за собирање. Прекрасен, но малку морничав, би рекле некои кои ја посетиле Севиља. Метропол Парол,
како да посакуваат да имаат парче Валенсија во Севилја. Не е Калатрава, но е вистинско уметничко освежување во центарот на градот. Плаза де Торос. Речиси, секој град во овој дел од Шпанија има своја борба со бикови. За оние кои се заинтересирани на оваа тема, посетата е задолжителна. Рамон Санчес Пизхуан. Култно место за фудбалските фанови. Оние кои имаат повеќе среќа за нивниот престој, можеби да има и надпревар помеѓу Севилја и некој друг тим. Меркадо Лоња дел Баранко. Уживањето во овој пазар, кој повеќе личи на модерен бар отколку на пазар, е дел од секојдневниот живот. Дружење и релаксација. Улица Ферија. Посетете Ферија четврток од 10 до 15 часот. Ова е пазар во вистинска смисла на зборот. Добра улична храна, а бидејќи ова не е стандардна туристичка атракција, пронајдете алокацијата на мапа претходно. Делот од градот околу катедралата е делот со најмногу таверни и најпреполн навечер. Тапас, паелја, сладоледи. Многу од нив се прилагодени на странци и премногу комерцијални. Омилената таверна на многумина е Бодега Санта Круз, Лас Колумнас. Што и да купите одовде, како што велат посетителите, нема да погрешите. Еден од омилените сладоледи на повеќето посетители е Хеладерија Марија Лимонес, а целиот град зрачи со позитивна енергија. Му недостасуваат само морето и плажата за да биде вистински рај. Но и покрај тоа, има што да се види. Севилја, одлична приказна. Посетете го оваа пролет. Јагодите не само што се супер вкусни, тие се хранливо богати и даваат бројни здравствени придобивки. Еве неколку причини зошто е добро да ги јадете секој ден. Јагодата е член на семејството рози и едно од најпопуларните овошја во светот. Постојат повеќе од 10 видови јагоди кои се разликуваат по вкус, големина и текстура, но сите имаат ист карактеристичен облик на срце и црвено месо со семки. Ако ги прашаме биолозите, јагодите всушност не се овошје. Тие ги носат своите семиња од надвор, бидејќи развиваат лушпи од кои може да се развијат сосема нови растенија. И од гледна точка на биологијата, тоа не се карактеристики на овошјето. Покрај тоа, тие припаѓаат на семејството рози, што ги прави цветови. Сепак тоа не значи дека тие не се хранливо вредни и дека немаат здравствени придобивки. Напротив, антиоксидансите во јагодите, вклучително и витаминот С, можат да го поддржат вашиот имунолошки систем и може да ги намалат шансите да се разболите. Јагодите исто така можат да помогнат во контролата на воспаленијата, да го контролираат шекерот во крвта и да штитат од здравствени состојби како што се висок холестерол, рак, срцеви заболувања, мозочен удар и дијабетис. Јагодите се одличен извор на следниве хранливи материи кои се важни за здравието на луѓето: магнезиум, фосфор, калциум, калиум, фолат, витамин К и манган. А кога ќе се спојат хранливата вредност и здравствените придобивки од јагодите, доаѓаме до следниот заклучок. Јагодите се нискокалорични и сладки по вкус, па добро функционираат како здрава алтернатива за сладките и пудинзите. Го подобруваат и здравието на срцето. Јагодите се богати со шарени пигменти кои имаат заштитен ефект. Се смета дека овие антоцианидини имаат голем број потенцијални здравствени придобивки, вклучително и спречување на воспалителни состојби и срцеви заболувања. Наблюдувачки научни студии го поврзуваат редовното консумирање јагоди со помал ризик од срцев удар. Може да помогнат и во контрола на крвниот притисок. Како извор на хранливи материи погодни за срцето, вклучувајќи калиум, фолна киселина и витамин С, јагодите можат да помогнат во контролата на крвниот притисок, а го регулираат и шекерот во крвта. Се чини дека јадењето јагоди го забавува варењето на гликозата и ја намалува употребата на инсулин, особено кога се јаде со оброк богат со јаглени хидрати. Помага и при дијабетес тип 2. Јагодите содржат соединенија наречени полифеноли, од кои 2 елагична киселина и елагитанини покажаа изненадувачка вредност кога станува збор за одржување на дијабетес тип 2. Поточно, се чини дека тие го регулираат шекерот во крвта, но потребни се повеќе истражувања за да се потврди тоа како научно докажан факт. Добри се и за кожата. Јагодите помагаат да се зголеми производството на колаген.
Ова за возврат помага да се подобри текстурата на кожата. АХА присутни во јагодите помагаат во ексфолијација на мртвите клетки на кожата, откривајќи светол и сјаен тен. А помагаат и во контрола на тежината. Јагодите имаат низок гликемиски индекс и како такви помагаат во умерено ослободување на шеќерот во крвта. Студиите сугерираат дека диетата со низок гликемиски индекс може да биде корисна за контрола на тежината и за намалување на инциденцата на болести поврзани со дебелината. Ја подобруваат и меморијата. Растителните соединенија, наречени флавоноиди, помагаат да се зачуваат функциите на мозокот, особено меморијата. Се смета дека тие го намалуваат ризикот од Алцхајмерова болест кај постарите лица. Може да ја ублажат и болката во зглобовите. Антивоспалителни ефекти на јагодите можат да ја ублажат болката при заболување на зглобовите како што е остеоартритисот. Една студија објави намалување на болката и воспалението кај дебели возрастни лица кои консумирале 50 грама пијалок направено сушени јагоди дневно во текот на 12 недели. Го помагаат и варењето. Јагодите се богат извор на полифеноли и растителни влакна, од кои двете имаат пребиотски својства, што значи дека обезбедуваат извор на гориво за корисните бактерии кои живеат во нашите црева. Со редовно вклучување на јагодите во вашата исхрана, можете да го поттикнете зголемувањето на корисните бифидобактерии. Иако повеќето од нас можат без проблем да уживаат во јагодите, тие се чест алерген, особено за малите деца. Ако имате алергија на полен од брезе или јаболка, поголема е веројатноста да развиете секундарна алергија на храна на јагоди. Јагодите заедно со овошјето, вклучувајќи јаболка, праски, авокадо и боровинки, содржат природни хемикалии. Некои луѓе се чувствителни на овие соединенија и можат да доживеат алергиска реакција, вклучувајќи осип на кожата. Јагодите исто така содржат соединенија кои може да ја попречат функцијата на тироидната жлезда, така што оние со болести на тироидната жлезда треба да го минимизираат нивниот внес. И на крај јагодите се богати со хистамин, што значи дека оние со нетолеранција на хистамин можеби ќе треба да го ограничат нивниот внес. Во принцип, дали јагодите се здрави? Сладките и сочни јагоди носат многу на трапезата. Тие се сладки, но со низок гликемиски индекс и малку калории. Наместо да го зголемат нивото на шеќер во крвта, јагодите можат да помогнат во забавување на варењето на гликозата и да ги намалат скоковите на инсулин, што ги прави здрав избор за оние со диабетес тип 2. Ако сте загрижени за алергии на храна или имате какви било други грижи, ве молиме контактирајте го вашиот општ лекар или регистриран диететичар за упатства. Ова беше се во денешното издание на Урбан Блог. Со нови интересни содржини се гледаме точно за 7 дена. До тогаш останете урбани и бидете во убаво расположение.